Непознавање за позицијата на Македонија во евроатлантските структури или провоцирање на одговор кој што е општо познат. Бугарските новинари прашањата поврзани со причините за пречките за членство на нашата земја во Алијансата ги поставија на македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски, кој во Солун учествуваше на министерски состанок посветен на прекуграничната соработка во контекст на кризата со бегалците и мигрантите. На прашањето дали очекува на самитот во Варшава Македонија да добие покана за членство во НАТО, Поповски одговори дека не би можел да каже за тоа дали Македонија очекува или не, бидејќи сепак тоа е одлука на земјите членки на НАТО, а не на Македонија. Во однос на НАТО има одлука од 2008 година, со која е јасно констатирано дека единствена пречка за нечленување на Македонија во НАТО е спротивставувањето врз основа на наметнатиот спор со името од грчка страна. А потоа во 2011 година има одлука на Меѓународниот суд на правдата, кој кажува дека таа одлука не е легална. Се што се случува во меѓувреме се сведува на волја на земјите членки на НАТО, и тоа се однесува и на Варшава самитот, но и на било кој друг самит кој би можел да се случи, изјави Поповски и додаде дека во овој момент нема впечаток дека постои подготвеност од грчка страна да се случи влез на Македонија во НАТО на Варшавскиот самит. Поповски напомена дека со бугарскиот министер за надворешни работи Даниел Митов разговарале околу сегашната ситуација и ризиците од мигрантските коридори, кои сега постојат да бидат поместени, а еден од ризиците е и дел од мигрантите кои сега се обидуваат насилно да поминат од грчка на македонска територија, да ја заобиколат влегувајќи најправин во Бугарија па враќајќи се од Бугарија во Македонија. За она што би можело превентивно да се направи, Поповски изјави дека сите министри се согласиле дека најдобриот план во моментот е оној на Европската унија и оти затварањето на балканската рута треба да оди паралелно со реадмисија на мигрантите од Грција кои не се основани азилобаратели и реалокација, односно дистрибуција во други земји членки на Европската унија на мигрантите кои се легитимни азилобаратели, а се наоѓаат во Грција.